Нетранспарентноста е еден факт. Вториот индикатор е изборот на компанија за надзор. Со самиот избор на подизведувачите нам ќе ни стане појасно која група на луѓе е заинтересирана и кои се блиски до Артан Груби, до Бочварски, до Еју Простеми и сметам дека тука се крие главното прашање за корупција. Инфраструктурата во нашата држава е од огромно значење и е потребно, при тоа за да се врати довербата, потребен е тој конструктивен диалог и отварање на сите аргументи и факти. Познавате можна една владина коалиција меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ? Не би одбрале ДУИ за коалиционен партнер. ДУИ веќе стана синоним за диагнозата наречена корупција. Сме дојдени во состојба во која што или сите ќе се согласиме дека ни треба квалитетна држава за да одговори на потребите на граѓаните, или ќе продолжиме на овој начин каде што гледаме дека едноставно граѓаните ја губат довербата и во институциите, што е многу пострашно, но и во политичарите. Која урниса довербата во македонското правосудство? Интегритетот на секој поединечно е виновник за ниската доверба во судството. По која линија се движи сексуалното образование во училиштата? Дека сексот не е спорт, не е игра, дека треба многу подоцна да влегуваат во тие експерименти, сексуални експерименти. Тогаш бевме меѓу првите по малолетнички абортуси, тоа беше едно звоно за тревога. Гледајте Трилинг, петок, 20 часот и 45 минути.